Шалом и добро вечер на сите. Ве поздравувам сите кои што не пратите во овој момент, но и вие кои што ќе не гледате подоцна. Јас сум Николче Спировски, а вечерва со мене се братот Оливер Божинов и сестра Јана Савовска. Шалом. Шалом и добро вечер. За вечерва имаме една многу интересна тема, која што може да биде и предизвикувачка за сите нас. Сигурно веќе ја прочитавте и сваќате дека се работи за тема која што е табу и не се зборува доволно во Македонија и на овие простори. Се работи за темата екзорцизам. Може би сте слушнале нешто или сте гледале некој филм со екзорцизам или некој видео на интернет. Но ние вечерва ќе објасниме оваа тема низ призмата на Божјото Слово, Библијата. Што е екзорцизам? Екзорцизам е постапка на истерување демони или зли духови од личноста која е обседната со нив само во името на Господ Исус Христос. Преку екзорцизмот се изгонуваат демоните или човекот се ослободува од нив од страна на духовен човек преку духовна власт која му е дадена од Господ Исус Христос. Која е таа духовна власт? Во Лука 10 глава 19 стих читаме: Ете ви давам власт да газите на змии, над скорпии, над секоја непријателска сила и ништо нема да ви напакти. На кого ја даде Исус таа власт? Тоа ја даде на нас христијаните. Кои луѓе се нарекуваат христијани? Тоа се оние кои што веруваат во Господ Исус Христос. А кои луѓе веруваат во Господ Исус Христос? Тоа се оние кои му се послушни и го исполнуваат она кое тој го кажува. Сега може би ќе си помислите: не постојат демони, не постои ѓавол. Какви се овие работи што ги зборувате? Но, доколку го кажете тоа, а тврдите дека верувате во Господ, тоа сте контрадикторни и тоа што го зборувате е апсурдно. Затоа што самиот Исус, додека беше на земјата, ги изгонуваше демоните и ги ослободуваше луѓето од сите тие зли сили. Срамот на човекот да признае дека имал искуство со напад од демони прави проблем и во разрешувањето од демонското присуство. Да си нападнат од демони или нечисти духови и зли сили не значи дека си лош човек, казнет, отфрлен, заразен, најголема жртва со нерешлив проблем, лут или посебен случај. Неправилното разбирање на нападот од демони, неприфаќањето и предрасудите кон овој проблем не му даваат можност на човекот кој е жртва вистински да се спротистави на злото. Значи, спротиставувањето на злото треба да дојде од човекот кој е нападнат од демоните. Жртвата не смее во никој случај со својата логика на размислување да ја прифаќа состојбата, односно дијагнозата, и човекот треба да свати дека тоа е демон и треба да го намрази, а не да свикнува да живее со таа болест, односно демон. Постојат два проблеми, значи, во оваа тематика. И првиот проблем е што луѓето не ја прифаќаат вистината дека постојат демони кои не смеат да бидат толерирани, туку во името на Исус да бидат избркани од секој човек за да живее среќно, здраво и да го слави Бога. И вториот проблем е што не се послушни на Исусовите зборови кои не задолжуваат да го правиме ослободувањето од демони врз други луѓе. Непослушноста на Исусовите зборови за да ги изгонуваме демоните се забележува во научните сфери, но и кај многу свештеници. Човекот не може да биде ослободен од демони ако свикнал да си живее со својата жртвена улога, со само сожалувањето и ако не верува во Господ Исус Христос. Значи, како што е потребно волја за да јадеме и да се храниме, така е потребно и волја за човекот да биде ослободен од тие демони. Но покрај волјата, она што е уште попотребно е само името на Господ Исус Христос, затоа што демоните бегаат од името на Господ Исус Христос, доколку човекот не е во жива црква, тој е како изгубена овца. И постои една изрека во народот: она овца која што се двои од стадото, волкот прва ја грабнува. Така и со човекот кој не живее во жива црква, тој нема духовна заштита и е лесен плен за демони. Сега би сакал да те прашам, Оли, веќе кога спомнавме што се тоа демони, дали можеш да ни објасниш подетално каква е нивната стратегија, како напаѓаат и што се во суштина тоа демони? Па, демоните не се пријатели, туку непријатели, и тие се личности без физичко тело. Демоните навлегуваат преку уста и нос и кога се изгонуваат, излегуваат исто така преку уста и нос, со кашлање, повраќање, лигавење, гризење, се слични работи. При присуство на демони во човекот, на кого му се прави ослободување во името на Господ Исус Христос, се појавуваат различни појави и симптоми. Демоните се населуваат во различни места по телото или некаде во личноста.
Затоа има многу описи во Новиот Завет. Јас би го спомнал тука Лука 4 глава 40 и 41 стих. Значи, под личност, како што спомнав дека демоните се подразбира дека интелигенција, значи личноста, демонот има интелигенција која се изразува преку говор, чувства и волја. Демоните се однесуваат како да е нивно место каде што живееле. Ова значи дека можно е пак да се вратат ако човекот живее во грев според стариот животен стил и не се покрил на Христос. Тоест не го поканил и го примил Исус Христос за свој Господ и Спасител. Тогаш може пак да го обземат, но таа состојба станува полоша од првата. Како потврда го имаме стихот во Матеј 12 глава 45 стих. Зошто демоните напаѓаат? Прво, би сакал да кажам дека гревот е бунтовништво кон Бог, така паднатите ангели се одделени од Бог заради гревот, тоест бунтовништвото на сатаната, во кое тие самите се придружија. Тие се паднати ангели и не можат да црпат живот од Бога. Затоа, значи, тие се стремат да проникнат во човековиот дух и да црпат живот од него, но да продрат во него, тие го намамуваат човекот да врши гревови. Тие сакат да го опседнат човекот или поробат се со цел, значи да не влезе човекот во Божјото царство. Сатаната и демоните, значи, имаат висока организација и тоа е сатанско царство, за кое Исус објаснува во стихот во Матеј 12 глава од 25 до 28 стих. Разбираме дека постојат две царства и битката се одвива помеѓу царството на сатаната и царството Божјо. Но со прогонувањето на демоните Исус ги разоткрива силите на царството на сатаната, но ја покажува силата и авторитетот на царството Божјо. Ме праша што се демоните. Демоните се представници, војници на сатаната кои водат битка со Господ, а бојното поле е човекот. Демоните се личности без физичко тело, како што спомнав, тие ја спроведуваат наложбата од сатаната и тоа го прават со натрапништво. Тие бараат домаќин каде да се селат. Тоа може да биде човек или животно. Демоните користат средства, значи, и тоа се најразлични, но тука би спомнал само искушенија, угнетување, врзување и зависност, поробување, сквернавање и заблуди. Која им е целта? Целта им е да спроведат наложба на сатаната, да угнетуваат, измачуваат, да заблудуваат, да се чувствуваме виновни, отфрлени од Господ, да немаме заедништво со Бог и да не спречат во христијанското служење и прославување на Господ Исус Христос. Кога има човек симптоми од напад од демони? Кога човек не може да се излечи подолго време од некоја болест или е угнетен од демон на таа болест или се работи за проклетство. Кога човекот ја губи смислата за постоење, нема порив за живење и не може да се препушти во верата во Господ Исус Христос. Кога му прејачат читањето на Библијата, сведочењето за Господ Исус Христос, спомнување на крвта Исусова, пеење за негова слава, молитвите и постот. Исто така, кога човекот има криво разбирање за верата во Бога, базирано на лични претпоставки, а не на Библијата. Тука би го спомнал пример со хомосексуалноста, каде што хомосексуалецот смета дека е Божја волја тој да сака маж. Да сакат мажи, нели? Најчесни директни напади од демоните доаѓаат преку чувство на отфрленост и беззначајност, константна вина, сомнеш, најпрво во Божјата љубов, па Божјата вистина, Божјата волја за неговиот живот, а потоа во себе и останатите. Страв кој нема некоја јасна основа, а го поробува и изолира човекот да нема комуникација со луѓето и во нормален тек. Значи, важно да напоменам дека демоните нема да го натераат човекот да се откаже од гревот и телесните задоволства, туку че го убедуваат да биде врзан за тие нагони, убедувајќи го дека не може и нема сила да се спротивстави. Дури му наметнуваат да има и своје оправдување и изговори само за да го заслепат и отргнат од Бога. Сега би сакал да ја прашам Јана, кои се симптомите на демонското присуство и дали може да ни спомнеш за видови на демонски напади и дали постои духовна заштита од сето тоа? Да, разбира. Симптомите кои укажуваат на демонското присуство, на кое е подложен човекот од околината или пак кога е обседнат, станува збор за негативни емоции, за однесувања, за навики како што е љубомора, завист, страв и така натака. Истото може да биде погрешни верувања, идолопоклонства, окултизам, спиритизам, јекови сведоци, јога и некои други лажни учења. И се разбира дека тука може да биде и третиот вид, односно физичките појави кои што се манифестираат со променет глас, со некоја чудна смрдеја која излегува од телото, чудни движења во телото, гушења, притискања, удари по телото, променет поглед, перен постојано во човекот и така натака.
Но она што е најбитно е дека навистина демоните постојат и тие напаѓаат, најчесто ги наведуваат луѓето на грев, да вршат грев, бидејќи гревот е портата низ која што влегуваат демоните, односно тоа е нели она оружје кое што сатаната го користи, а ние знаеме дека Исус дојде и ги сруши сатанските дела. Меѓутоа светот околу нас живее во бунтовништво и како што гледаме дека луѓето она што е добро за Бога го сметаат гнасно и обратно, така да се живеат во грев. И демоните и ѓаволот преку гревот влегуваат во човекот и не доаѓаат со опашки рогови, туку тие се обидуваат да не му наметнат грев, да го заведат и на таков начин да завладеат со човекот. Може да му направат ситуација на работа, може да има физички проблеми на телото, може да го сврте против него, против Бога, со разни мисли, со разни, да речеме, ситуации. Исто така е многу битно да се каже дека има, да речеме, демонски напад преку демони кои што се од во семејството, или наречени наследни или скокачки демони. Многу често се случува некој човек да се разболе во семејството, но со истото заболување да биде некој друг член од семејството. Значи не станува збор за демони кои што се нели генетско наследени како болести, бидејќи може да се случи да биде сопругот, па потоа нели да има иста болест и сопругата. Тие не се крвно поврзани, или на пример старател и да речеме дете кој што го посвоил. И тие не се крвно поврзани како што споменав, се преселуваат од еден во друг домаќин и она што е најбитно е дека действуваат врз, може да действуваат како наследни, да скокаат во однос на карактерот, во однос на карактерните црти, психичките болести, исто така може да се однесуваат и на, да речеме, нивните, да действуваат и во однос на нивните пороци. Значи, ако имал таткото некој порок, може да има и сопругата, може да има некој друг член од семејството и некоја карактерна црта. Исто така, оно што е многу битно да го кажеме, дека демонските влијанија или напади се исто така и преку траумите. Траумите и нивните последици се фактички демони. И сега како действуваат? Најчесто родителите кога не веруваат во Господ Исус Христос, кога не се молат, кога не се утврдени во верата и не ги воспитуваат децата во христијански дух. Тоа е едно од главните причини поради кои што децата не знаат што е добро, што е лошо, односно не го знаат библискиот принцип. Опасноста е исто така може да биде преку родителите кои се занимаваат со разни учења и да речеме окултизам, спиритизам, бајање, гатење и така натака. Се разбира дека месечерањето, пелтичењето, ноќното мокрење и хиперактивноста, аутизмот може да бидат последица токму на ваков тип на демони. Исто така, некои луѓе што биле сексуално злоставувани како деца, може понатака или пак имале развод родителите или биле во беда, да влие во понатамошниот развој тие деца да имаат одредени негативни однесувања, неморални, да бидат криминалци и да имаат други желби кои што не се, да речеме, добри за човештвото. Исто така постои, да кажеме, дека, како што споменав, и демонски напад, кој што е преку обкружувањето, и нели го спомнав дека како што може да действуваат демоните преку разни, кога родителите не се ги воспитале децата во христијански дух и да действуваат на таков начин што преку разното обкружување околу нив, од околината, од средината во која се наоѓаат, како што видеоигрите, спомнав разни видови на лоши друштва, бунтовништво, однесување, заведување и така натака. Исто така постојат и демонски напади низ болести. Во Библијата има докази дека болестите се демони или се причинети од демони. Има големи примери, голем број на примери во Светото писмо каде што кажуваат дека се болестите причинители на демони. Жената која што била згрчена долги години, Господ ја ослободил. Болеста која е предизвикала е демонот на згрченоста, исто така на човекот кој што се глуви неми. Исто така има еден библиски стих кој што кажува дека демоните се поврзани со глувоста, со немоста. И исто така има библиски стихови во Светото писмо кои што покажуваат дека, да речеме, треската на тештата на Петар, кој што Исус ја допре и таа се ослободи, беше преку дух кој што ја предизвика треската. Она што можам да го кажам е дека многу луѓе страдаат и се болни и се
последица на сето тоа што нели биле обседнати или имаат демонско влијание. Но многу е битно да знаеме дека можеме да се заштитиме и тоа дека Исус е тој кој што од неговото име на Господ Исус Христос демоните се плашат, не од сатаната не се плаши од нас, тој што е во нас е посилен од светот, од сатаната и од сите, и треба да знаеме дека можеме да бидеме заштитени преку крвта на Исус, на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Па е смислам дека Николче може да ни сподели во однос на делот на што направи за нас, што може да направи крвта на Исус за нас христијаните во однос на духовната заштита од демони и демонски влијанија. Точно така. Исус не случајно ја пролеа својата крв и многу е важно да знаеме дека крвта покрива само доколку сме дел од црквата. Треба да знаеме дека објавувањето на Божјата вистина во нашиот живот, низ нашата уста, е важно, бидејќи представува слово на сведочење против ѓаволот. Кога ја сведочиме вистината за крвта Исусова, тогаш тоа е победа над злото. Сега ќе видиме што крвта Исусова ни обезбеди. Прво, откупени сме преку крвта Исусова од канџите на сатаната. Во Ефесијани 1 глава 7 стих читаме: Во кого имате откуп преку неговата крв, прошка на гревовите според богатството на неговата благодат. Потоа, преку крвта Исусова сме очистени. Во 1 Јованово 1 глава 7 стих пишува: Ако пак одиме во светлината, како што е тој самиот во светлина, имаме заедница еден со друг и крвта на неговиот син Исуса Христа не очистува од секој грев. Преку крвта Исусова сме оправдани. Во Римјани 5 глава 9 стих читаме: Сега откако сме оправдани во неговата крв, многу повеќе ќе се спасиме од гневот Божи преку него. Преку крвта Исусова сме осветени. Во Евреи 13 глава 12 стих пишува: Затоа Исус, за да го освети народот, преку својата крв пострада надвор од градската порта. Крвта Исусова се застапува за нас на небесата и зборува подобро од Авеловата. Тоа е пишано во Евреите 12 глава 22 до 24 стих. Преку крвта Исусова исто имаме пристап до светината на светините. Во Евреи 10 глава 19 стих читаме: И така, браќа, кога имаме смелост да влегуваме во светината преку крвта на Исуса. Преку крвта на Господ Исус Христос имаме Божји живот. Во Левит 17 глава 11 стих читаме: Зашто животот на телото е во крвта. Таа крв ви ја дадов вам за жртвеникот, за да ги покривате од грев вашите души. Зашто оваа крв прави покривање на гревот за душата. Штом знаеме зошто е пролеана крвта на Господ Исус Христос и што значи тоа за нас и за целото човештво, тоаш можеме да аплицираме. Тоа не се прави со некоја посебна техника, туку значи примена на верата во Господ Исус Христос и на власта во неговото име. Еве еден пример. Во името на Господ Исус Христос ја аплицирам крвта Исусова над Оливер и неговото тело. Јас објавувам дека крвта на Господ Исус Христос го измива целост. Објавувам дека крвта на Исус е насекаде околу него и непријателот и злото не можат да му се приближат. Значи, на овој начин ние действуваме со авторитетот кој Исус ни го дал. Еве уште еден пример. Во името на Господ Исус Христос ја поставувам крвта Исусова на секое место каде што се движам, во секоја зграда, дом. Ја поставувам крвта Исусова над моите мисли, над моите желби, емоции. Ја покривам мојата фамилија со крвта Исусова и повикувам на манифестирање на сето добро кое крвта Исусова го обезбеди за мене. Го покривам мојот дом со крвта Исусова, го покривам мојот брак со крвта Исусова. Слава на Господ Исус Христос. Со овие примери гледаме како треба да аплицираме крвта Исусова во сите наши аспекти. Малку е чудно како некои христијани се држат за своите традиции, ритуали и обреди и не сакаат да вникнат подлабоко во вистината Божја за Словото на Бога и нивната вера на тој начин нема практичност. Ако нема практичност, тоаш нема ни духовна заштита. Бидејќи сето ова е дел од христијанскиот живот, а христијаните не го практикуваат во секојдневието, се поставува прашањето каква вера имаат тие и дали имаат духовна заштита. Покрај заштитата која Господ ја обезбеди за секој ден нас, во Библијата откриваме дека постои наоружување кое секој верник треба да го носи. Апостол Павле не повикува кон наоружувањето и ни дава увид дека тоа не е битка против луѓето, туку против злото. Во Ефесијаните 6 глава 11 и 12 стих читаме: Зашто нашата борба не е против крвта и телото, туку против началствата, против властите, против светските владетели на темнината на овој век,
против духовните сили на злото во небесните места. Какво е тоа наоружување за кое што ни зборува апостол Павле? Во Ефесијаните 6 глава од 14 до 18 стих читам: И така стоите цврсто, препашани со вистината преку бедрата, облечени во оклопот на правдата, обујте ги нозете со ревноста на Евангелието на мирот. При се тоа земете го штитот на верата со кој ќе можете да ги угаснете сите огнени стрели на нечестивиот. Земете го и шлемот на спасението и мечот на духот, кој е Божјото слово. Со секаква прозба и молитва молете се во духот во секое време и заради тоа бдејте со сето постојанство и со молба за сите светии. Може би досега не сте знаеле како да го правите тоа. Сте биле ранливи и изложени на напад. Например, некој те изневерил, друг те повредил, си останал сам, разочаран, гневен, понижен. Си се чувствувал отфрлено, си бил болен, те огнетувал некој проблем, болка или страх. Ти се прашуваше зошто Бог не те чува. Но не е така. Бог те сочувал жив и здрав за да слушнеш токму ова што ние вечерва го зборуваме. Наша е должноста да го облечеме вистинското Божјо наоружување. Може би во животот бевте жртви на твоето незнаење и недостиг на вера, но еве сега тоа се променува. Да се живее со Христос значи да се расте во вистината Божја преку Божјото слово. Секојдневно да се носи својот крст по него и секојдневно да веруваме во него и да живееме во ветувањата кои тој ни ги даде. Едно ветување во Лука 10 глава 19 стих го читаме: Ете ви давам власт да газите на змии и над скорпи над секоја непријателска сила и ништо нема да ви напакости. Ветувањето ништо нема да ви напакости ни укажува да сме сигурни во спроведувањето на власта која тој ни ја дал. Ако не сме во Христос, тогаш не знаеме каква е таа власт. А ако сме во Христос, тогаш прашањето е зошто не ја применуваме таа власт. Сигурен сум дека секој еден од нас има некој близок, пријател или роднина, кој што не живее христијански или не верува во Бога, а сака да му помогне. Па затоа би сакал да опрашам Оли дали постои некој начин на таквите луѓе ние да им помогнеме. Да, секако дека постои. Јас првен би спомнал како би начнала една тема само каде што нашата сестра Јана ќе продолжи подетално да ни објасни како сето тоа се случува. Би спомнал дека службата за исцелување и ослободување во името на Господ Исус Христос треба да е применлива од страна на секој верник, бидејќи пишано е во Марково 16 глава од 15 до 18 стих, еден многу важен, усвари три многу важни стихови кои гласат: Им рече: Одете по целиот свет и проповедајте го Евангелието на секој создание. Кој ќе поверува и се крсти ќе биде спасен, а кој не поверува ќе биде осуден. А овие знаци ќе ги придржуваат оние кои поверувале. Во мое име ќе истеруваат зли духови. Потенцирам, значи во мое име ќе истеруваат зли духови, ќе зборуваат нови јазици, ќе фаќаат змии, ако испијат нешто смртоносно, нема да им напакости. Ќе полагаат раци на болни и тие ќе оздравуваат. Слава на Бога што ни покажува преку Библијата како треба да ја применуваме верата со авторитетот во името на Господ Исус Христос. Значи, прво би сакал да спомнам дека начинот на самоослободување доаѓа од Бога, бидејќи Бог ни дава да сме ослободени, но е наречено самоослободување бидејќи човекот го извршува сам врз себе со вера во името на Господ Исус Христос. Додека ослободувањето од демони, демонски влијанија се случува секогаш во името на Господ Исус Христос и треба да сватиме дека тука сме на земјата да го прославиме Господа, да објавуваме неговата победа над смртта, над сатаната во нашиот живот и насекаде околу нас, а не да бидеме жртви. Како што спомна брат Николче, некои луѓе нели се прашуваат како да постапат со син, черка, партнер, родител кој има проблем, било да е здравствен, било да е психички, физички, лоша комуникација да имат со нив, малтретирање од останатите, врз останатите и така. Во таков случај, новие луѓе кои се веќе спасени и исцелени и кои растат во верата во Господ Исус Христос можат да постапат на три начини. Прво, важно е човек да научи да се моли со вера во името на со вера во Господ Исус Христос и да се научи како да се моли со застапничка молитва за човекот, но и како да го претпази човекот од демонски влијанија кои разредно му влијаат во животот преку врзување и одврзување според стихот од Матеј 18:18 кој вели: Вистина ви велам, што и да сврзете на земјата ќе се појави веќе сврзано на небото, и што и да разврзете на земјата ќе биде веќе разврзано на небото. Молитвата за врзување и одврзување од демони, демонски влијанија, зли сили
би одела накратко вака. Господи Исусе Христе, семочен Спасителу, во Твоето Слово Ти кажа дека се што ќе врземе на земјата ќе биде врзано на небесите и се што ќе одврземе на земјата ќе биде одврзано и на небесата. Во Твоето име, Господи Исусе Христе, го врзвам сатаната и секој демон што се нафрлил врз мене, врз мојот дом, децата, го врзвам демонот на. И тука ги наведувате демоните кои, нели, демоните според симптомите што се манифестираат во вашиот живот. Например, ако чувствувате страв, во името на Господ Исус Христос го врзвам демонот на страв. Потоа, ако чувствувате паника, го врзвам демонот на паника. Се така, значи сите демони кои чувствувате дека, нели, продолжувате натаму се додека ги кажете сите. Потоа, откако ќе ги наброите сите, кажувате врзани се во името на Господ Исус Христос и немаат повеќе власт врз мене, мојот дом и моите деца. Сега во името на Господ Исус Христос се одврзвам јас и мојот дом од секој демон, демонско влијание, секоја нечиста сила, секој зол дух. Се одврзвам од демонот на, исто така ги повторувате демоните што, нели, ги врзавте. Значи важно е да напоменам дека ги врзувате демоните, а го одврзувате човекот од демоните. Исто така, значи, на крајот ја прославуваш победата на Господ Исус Христос над смртта, над сатаната, над демоните во животот на човекот што се молите, во твојот живот, значи, во зависност како се молите. Крвта Исусова аплицирате, објавувате дека таа ни измива од секаков грев, вина, смрт, проклетство и од секаква зла сила. Но осветува, не очистува и направи достојно за Бог. Господи Исусе Христе, Тебе те прославувам, Ти оддавам сета слава и чест. Се можам преку Христос кој ми дава сила, нека Ти е вечна славата, Цару на царевите, Господар на господарите. Во кратки црти би можело да изгледа така. Другиот начин на делување е преку користење на платно за трансмисија на исцелителна сила преку Светиот Дух до болниот човек кој не може да дојде или е во кома, или е во далечна земја, или не сака воопшто да дојде да побара помош, бидејќи може да биде повлијаен од нечисти духови, магии или хипнотички дејства. Мораме да напоменеме дека ова не е бајање, туку се молиме на Господ Исус Христос, на Господа, во името на Господ Исус Христос, да се излее преку Светиот Дух исцелителна сила на тоа платно. И штом човекот го допре, го облече, во него да се излее таа исцелителна сила и човекот да посака да црпи од Бога, да слуша за Бога, да копне по светлината нели на Христос. Ова сето што ви го кажав може, значи, да се потврди преку Лука 8 глава од 43 до 48 стих и преку Дела апостолови 19 глава 11 и 12 стих. Третиот начин е преку пост и молитва, каде што верувам дека имаше пред некој ден многу убаво излагање во врска со тоа. Сега, Јана, дали би сакала да ни кажеш која е молитвената постапка за ослободување, само ослободување од демони? Да, секако. Пред да започне постапката за самоослободување, многу е битно да излеземе од улогата на жртва и самосожалување и скептичен однос кон Бога. Треба да размислиме за неколку нешта. Треба да размислиме дали сме доживееле некаква траума во нашето детство. Треба да размислиме како се чувствуваме сега, какви се нашите емоции, какви мисли преовладуваат. Треба да размислиме за тоа дали имаме некакви фрустрации, нереализирани цели. Треба да размислиме исто така дали имаме некакви тегоби, болести и слично. Сето тоа ќе го запишеме на лист картија со цел, нели, да можеме да ги издефинираме имињата на демоните, кои што според разорното дејство на демоните фактички се добиваат имињата. Например, ако имаш некаква болка, некоја траума, чувство, така и го нарекуваш дух на траума, или го нарекуваш демон на страв, доколку има страв, или демон на болест, доколку имаш некаква болест. Затоа е потребно да се знаат имињата на демоните, за да може да се заповеда во името на Господ Исус Христос, за да излезат од тебе. Она што е битно е дека ти не треба да се убедуваш дали постојат или не постојат демони, туку треба да има цврста вера, да го сакаш Господ Исус Христос, а да го мразиш злото во себе. Тоа е многу битно, да имаш понизно срце, да посакаш да клетнеш пред Господ и да започнеш постапката за самоослободување. Она што е битно е дека треба да бидеш упорен во тоа што го правиш, да имаш хартија, да имаш корпа, да иницираш кашлица доколку нема никаква реакција, за да го испукаш тоа низ уста и низ нос и да започнеш да молитвата да ја спроведуваш.
Прво треба да знаеш да ја потврди својата вера во Господ Исус Христос, што направи на крстот, потоа, значи што направи Исус за нас, дека е Божи син, умре, воскрес на третиот ден, се вознесе на небото, седна одесна на Отецот и вечен живот ни подари, да ги исповеда сите гревови кои што си ги направил свесно, несвесно и пред Бога да се покае за гревовите, да побараш прошка, нели, прво да признаеш дека си грешен, а потоа и да побараш прошка, да се покаеш, да простиш на луѓето што ти погрешиле, односно кои што ти направиле свесно или несвесно болка, те повредиле, нормално го напуштиш гневото, мразата, да се одречеш од злото, од грешниот начин на живење, од се оно што не е Божјо, што те оддалечува од Бога и да ја потврдиш жртвата или твоето искупување преку жртвата на Господ Исус Христос. Крвта на Исус и оно што Исус го направи за тебе. Исто така е многу битно да започнеш со авторитет во името на Господ Исус Христос, да заповедуваш на демоните да излегуваат од тебе. Меѓутоа, како што споменав, доколку немаш никаква реакција, иницирај каштица, исплукај, може да биде плунка, повраќање, сплус, што и да е, не се обесхрабрувај, продолжи напред, се до оној момент кога не почувствуваш некоја празнина во тебе, олеснување, потоа, значи, ќе побараш да се исполни таа празнина од Господ, да го прославиш Неговото име, да му даде слава на Господ Исус Христос. Она што е битно е да останеш во Господ Исус Христос, да читаш Слово, да имаш личен однос со Бога, да бидеш во црква со браќата и сестрите, да имаш духовен водич, односно пастор, кој што ќе те води во Христовиот пат, за да не одиш по тесниот пат, а не по оној пат кој што веќе си го започнал. Или кој што веќе си се покајал и се тргнал по вистинскиот пат. Така да, ова е накратко за молитвената постапка, за самоослободување од демони и демонски влијанија, кои се прави во името на Господ Исус Христос. Да. Би сакал да напоменам дека сето ова ние што го презентиравме оваа вечер, го презентиравме е веќе напишано во книгата Ослободување од нашиот пастор Константин Кајшаров, и кој сака, значи, подлабоко и повеќе да осознае овие информации и многу други информации кои заради времето не ги спомнавме, можете да ја побарате оваа книга Ослободување. Таму е запишано буквално се. Овој линк верувам дека ќе биде активен, може да се прегледате уште еднаш и да ви се заблагодариме за вашето внимание. Да имате благословена вечер во името на Исус и Божиот шалом врз сите вас. Мараната. Мараната, шалом.